Оваа година веќе е оценета како година на страв, ужас, хорор и терор. Јас во потполност се согласувам со тоа и би додала дека оваа година е година кога човештвото е всушност ставено на тест, на испит. Во наредната година тоа уште повеќе ќе дојде до израз. Овие услови ме потсетија на книгите на Хаксли и Орвел, Прекрасниот нов свет 1984. Тука може да се постави прашањето старата дилема, всушност дали книгата уметноста воопшто има моќ да го смени светот. Јас лично не сметам дека има таа моќ, но во овакви услови и констелации би требало токму од тие книги да извлечеме и заклучок и поука дали сакаме светот опишан во тие дела да биде наша реалност. Не постои книга што ми обележа оваа година, за жал. Не се сомневам дека Арслан Минано и другите издавачки куќи има одлични изданија, но јас одлучив да не бидам ниту читател, ниту писател во овакви околности. Се насочив кон себе си, кон околината и околностите и го прочитав својот бунтовнички дух кој ме стави пред предизвикот, се извинувам да ги прекршувам наметнатите правила. Посакувам во годината што доаѓа човештвото успешно да го положи тестот, испитот кој што му е наметнат и да се избори за својата слобода, за правото на избор во овие околности, и на индивидуален, и на колективен, и на глобален план, или да се изразам шекспировски, да се биде слободен човек, прашање на годината ќе е.